Во малата и сончева земја Македонија, зад големата планина над која високо изгреваше сонцето, на широката зелена полјана полна со дрвца и цвеќиња, живееше семејството Цветковски. Во куќичката со црвен кров живееа мајката Марија, таткото Филип, малата љубопитна Јана и нејзиното братче Марко. Дворот од нивната куќичка изобилуваше со бои и мириси од многуте разновидни растенија, цвеќиња и високи дрвца. Јана и Марко беа познати по детските игри и песни во дворот од нивната куќичка и по нивната љубов и грижа за природата, растенијата, цвеќињата, животните и инсектите. Еден ден во дворот на Јана и Марко се случи нешто необично. Под големото дрво што растеше во средината на нивниот двор, земјата почна да свети. Мамо, тато, дојдете да видите како земјата блеска, извика Јана. Мама Марија се насмевна и одговори. Тоа е нашето волшебно дрво, Јана. Марко донесе празна кутија и му ја даде на тато Филип за да ги собере блескавите семиња во неа. Тато Филип им објасни на Јана и Марко. Секој од нас ќе добија по 5 семиња. Но слушајте внимателно, дечиња мои. Овие семиња се волшебни. Ако се грижиме за нив и ако сме многу трпеливи, ќе пораснат во големи растенија и ќе ни дадат многу разни плодови. Какви плодови? Веднаш запрашаа љубопитните Јана и Марко. Мама Марија трпеливо објасни. Прекрасни и многу шарени цвеќиња, овошје или зеленчук. Исто така можеме овие семиња да ги замениме за нешто што многу го посакувате, но треба многу умно да размислите како и зашто ќе ги искористиме. Марко веднаш доби идеја. Јас ќе засадам неколку во дворот, а останатите ќе ги земам со мене на полето, за да имаме цвеќиња и таму. Јана беше полна со идеи. Можам веднаш да ги засадам сите и да имам многу цвеќиња, извика радосно. Но мама Марија и рече: не брзај, Јана, може би е добро да задржиш дел од семињата за нешто друго. Например, ако размениш некое семе со тато и го засадиш, може би ќе добиеш некое овошно дрвце или зеленчук. Јана се замисли. Значи, ако ги чувам семињата или ги потрошам на правилен начин, тие можат да пораснат во поголеми дрвца и да ми дадат повеќе плодови? Точно така, рече мама. Семињата се како паричките што ги добиваш. Ако веднаш ги потрошиш на колачиња, ќе ги снема. Но ако ги собереш и добро размислиш на што ќе ги потрошиш, можеш да си купиш поголема играчка. Јана беше многу нетрпелива и одлучи да размени 2 семиња со своите другарчиња за шарени колачиња. Колачињата се многу вкусни, се смешкаше Јана додека ги јадеше вкусните колачиња. Но следниот ден, кога сакаше да засади од семињата, таа свати дека останала со многу малку. Ох, не требаше да ги потрошам сите мои семиња, се растажи Јана. Тато Филип им покажа како семињата можат да растат. Јас ќе ги засадам сите одеднаш, рече тато, убеден дека ќе има голема градина за кратко време. Тој веднаш излезе во дворот и ги посади семињата во земјата. Тато, дали ќе ги полеваш секој ден? Праша Јана. Ќе се потрудам, имам многу работа на полето, но ќе се обидам да не заборавам, рече тато и брзо се врати внатре. Но семињата не добија доволно вода и сонце. После неколку дена тато Филип свати дека тие не пораснале.
Ох, треба да сум повнимателен следниот пат, заклучи тато. Марко сакаше да биде како татко му и да учи за растенијата. Засади неколку семиња во полето и беше многу возбуден. Но бидејќи сакаше да игра со другарица, заборави да ги полее неколку дена и кога се сети веќе беше доцна. Семињата не пораснаа. Ох, не требаше да ги оставам без вода, рече тој тажно. Мама Марија одлучи да биде трпелива. Таа засади само 2 семиња. Секое утро стануваше рано, ги полеваше и им пееше песни додека ги гледаше како растат. Затоа што сакам добро да се грижам за нив, кога ќе пораснат, ќе ми дадат уште семиња. Понекогаш е подобро да почнеш полека, рече мама Марија. И така нејзините растенија пораснаа во прекрасни цвеќиња. Мама Марија имаше и друга идеја. Едно од своите први цвеќиња го подари на соседката Јована, која немаше свои семиња. Јована беше многу благодарна и заедно почнаа да работат во градината. Секоја недела Јована и подаруваше на Марија малку овошје што пораснало во нејзината градина. Тие пуштија уште повеќе семиња, а мама Марија направи голема градина полна со мириси и бои. Јана одлучи да проба повторно. Овој пат засади само едно семе. Го полеваше секој ден и го гледаше како расте. Секогаш, кога ќе се допаднеше нешто, си велеше: ќе почекам, ќе бидам трпелива. После неколку месеци, Јана имаше најубаво цвеќе во дворот. Тато Филип и мама Марија беа горди на неа. Што научи Јана? Праша мама. Научив дека ако сме трпеливи и ако се грижиме за нешто, тоа ќе ни донесе уште повеќе радост, рече Јана. Јана ги гледаше градините на мама Марија и соседката Јована и размислуваше. Ако го чувам семето и се грижам за него, можам да направам многу повеќе. Следната пролет Јана беше најтрпеливото дете. Таа засади семе, го полеваше и го гледаше како расте. На крајот на летото имаше најубаво цвеќе кое гордо го покажуваше на сите. Во меѓувреме, Марко уживаше во топлото сонце и својот велосипед. Среќа што не ги засади сите семиња на полето. Неколку од нив ги засади во дворот покрај цвеќињата на својата сестра Јана. Таа секој ден ги полеваше и се грижеше за нив, а Марко и се придружи и почна да ги негува заедно со неа. По некое време тие никнаа во прекрасни овошни плодови и зеленчук. Марко со восхит ги гледаше и многу им се радуваше. Научив важна лекција, рече тој. Оние семиња што ги остави без грижа не успеа, но овие што ги засади во дворот и за кои се грижевме заедно со Јана, пораснаа во вкусни плодови. Сите членови на семејството Цветковски научија нешто важно за семињата, но и за парите. Тато Филип научи дека ако не се грижиме добро за нашите семиња или пари, тие нема да пораснат. Мама Марија покажа дека ако внимателно и трпеливо ги чуваме семињата или парите, тие можат да ни донесат уште повеќе плодови. Јана научи дека не треба веднаш да ги трошиме сите семиња или пари за ситни задоволства. Наместо тоа, ако ги чуваме, можеме да добиеме нешто многу поголемо и повредно. Марко свати дека само желбата за нешто не е доволна. Потребно е внимание, посветеност и труд за да се постигне успех. Оние семиња што ги оставил без грижа не пораснале, но оние за кои се грижал заедно со Јана расцветале. Истото важи и за парите, рече тој. Не е доволно само да ги имаме, туку треба паметно да ги користиме и да се грижиме за нив. Запомнете, рече мама Марија, семињата се како паричките. Мораме да размислуваме пред да ги потрошиме, да ги чуваме и да се грижиме за нив. Само така можеме да направиме многу убави работи.